Игранката со синдикалната кошничка си има свои добри и лоши страни. Таа е супер и одлична, тогаш кога одговара на ситуацијата. Таква беше пред само неколку месеци. На прехранбените производи 43 на број, кои што влегуваат во таа вкупна синдикална кошничка, имаме намалување 965 денари. Самите синдикати, господинот Трендафилов кажа дека кошничка да си ја постигнала својата намена со намалување на цени. Забелешките за вистинитост, особено од опозицијата, не беа прифатливи, бидејќи како референца се користеа податоците кои беа црпени од независно тело, а не од нечија политички инструментализирана испостава. Потрошувачката кошничка ја креираат Сојузот на синдикати на Македонија. Не е тоа партиски извештај па да речат дека ВМРО-ДПМ не го направили. Но штом ситуацијата се смени, пополнењето на кошничката стана проблематично. На сцената се појавија сосема нови аргументи, според кои таа е нереална и правена според невообичаена методологија. А во неа се вметнати продукти кои зимно време се поскапи отколку во сезона. Ево, јас во месец јануари дел од овие производи не ги пробав. Како што се диња, лубеница, гројзе, црешни, кајси, праски, не испив 250 грама лименка Нескафе. Сослушувањето на двете страни сепак е важно за да се прецизираат забелешките, доколку тие навистина се толку релевантни и клучни за тоа колку ќе биде полна или празна кошничката. Делот на црешите учествува во декемвриската или јануарската синдикална минимална кошничка само со 22 денари или близу 10 грама. 200 или 250 грама Нескафе, доколку го поделите на 5 грама на еден филџан да направите едно кафе, добивате 50 кафиња. Ако ги поделите тие на 30 денови во месецот, произлегува дека ви во текот на денот едно 4-члено семејно домаќинство, сопругот и сопругата ќе делат едно кафе или едниот ќе пие, едниот ќе мириса. Поентата со вкусувањето голтка кафе или оставањето неговата арома да делува само врз сетилото за мирис, речиси секогаш зависи од позицијата. Дали си на власт или не си. Од истата мака си ја имаат сите премиери. Во понеделник ќе бидат повикани представниците на синдикатот во Министерството за економија. Добро е што ги имате пред вас овие два листа со анализа за потрошувачката кошничка. Постои недоследност во пресметувањето. И на крајот, дури тогаш, немало некој посериозен проблем, бидејќи математиката е неприкосновена. Сојуз на синдикатите на Македонија кошничката ја пресметува веќе 12 години. Методологијата, како што обожаваат да кажат министрите, е непроменета за целиот период. Гарнитурите се различни, ама пристапот е ист. Власта е таа што менува, а не методологијата.